Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Наташа Мерсовска, а вие ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Европската унија додели нов трет грант за спроведување мерки за намалување на невработеноста. Кои проекти ќе бидат приоритетни, ќе разговараме со директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Добар ден, директоре, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден, благодарам за поканата. Ви благодарам. Со 1,4 милиони евра од Европската унија ќе се намалува невработеноста во земјава. Може ли да ни кажете која популација ќе биде опфатена и какви проекти ќе се спроведуваат? Па, врз основа на сите анализи кои што ги направивме пред апликацијата за овој трет грант, гледавме дека најголема ударна сила во Република Македонија кој што е невработена, тоа се младите луѓе до 29 годишна возраст, така да и овој трет грант го наменивме за нив. Бидејќи видовме дека доста од нив или немаат практично знаење, или имаат потреба од дополнителни знаења, или пак решиле да го сменат своето работно искуство, значи своето, да кажеме, идно работно место да го заснуваат на друго место, ван оно што го имаат научено во образовните институции. Така да направивме серија на мерки кои што помагаат пред се во нивно вклучување на пазарот на трудот, потоа дообразба за собствен бизнис, односно за предприемаштво, па напредни IT вештини, вештини кои се побарувани на пазарот на трудот, кои што и ги искажа во идеалниот план за вработување дека се заинтересирани да ги посветуваат, така да еден склоп на повеќе мерки кои што крајната цел не е нивно вработување. Огласот за обука за напредни IT вештини веќе е објавен оваа недела. Може да не кажете колку лица ќе бидат опфатени? Па овој оглас е за две обуки. Едната обука е Јава, програмери кои што вистински се многу барани, не само во Република Македонија, сите оние што следат светските трендови може да видат дека секаде се барат и дека понудените плати, да кажеме, за такви експерти се, да кажеме, од повисок ранг. И најново што е веќе тренд во Европа и во светот, тоа се оние бета тестери на квалитет на софтвер, а ние го имаме златниот стандард, како што нагласи министерката Марта Томовска, во кој што ICT-QB или златниот стандард е главен, значи, сертификат преку кој што може да се тестира еден софтвер, се даде зелено светло дека тој е соодветен за пуштање на пазарот. Колку пари до сега има вложено Европската унија и колку лица ги посетиле овие обуки изминативе години? Колку од нив дошле до своето прво вработување? Па вака, од 2011 година кога попочнавме првиот грант, каде што беа на буквално кон 3 таргет групи беше насочен, а тоа се долгорочно невработените, жените и младите до 29 годишна возраст, и направивме повеќе програми, меѓу кои програмата за напредни IT вештини, која што и тогаш беше атрактивна и сега е атрактивна, бидејќи 220 млади луѓе со овој оглас ќе се вклучат во обука, кој 110 за Јава, како што кажа, 310 за ICT-QB. Некаде над 15.000, значи близу 15.000 граѓани на Република Македонија се вклучија во овие обуки стекот на годините, бидејќи имавме тогаш поголеми бројки на типот на 3.000 луѓе во делот на странски јазици, 3.000 луѓе во општи вештини за компјутери, кои што така ја подигаат бројката, потоа практиканство, во вториот грант имавме 1500, во првиот имавме 500, сега имаме 1000, значи ќе се вклучат многу луѓе. Како што кажеш, IT вештините, побаруваните вештини на пазар на труд, обука да запознат работодавач, буквално тоа се мерки кои што се буквално применуваат не само во Република Македонија, надвор Република Македонија. Така да вкупната бројка на учесници со ќе некаде околу 15.000 граѓани кои што се вклучиле. Со тоа што има некои што се вклучиле по неколку пати во неколку мерки, така да како граѓани некаде околу 12.000 ќе бидат вклучени, но најбитниот момент што досега што поминаа низ обуките, над 57% се во работен однос регуларен. Знаеме за поголема група кои што работат со договори на дело или за странски компании од Република Македонија со тие познати know-how договори кои што добиваат дополнителни приходи во Република Македонија. Така. Може ли да не кажете во моментов кои од активните мерки се отворени? Во овој момент може да се аплицира за компаниите за земање на млади луѓе за практиканти, за обука за познат работодавач, за обука за познат работодавач со субвенции. Тоа е во моментот за компаниите отворено, паралелно е отворено и огласот нормално за овие мерки за невработените, значи за практиканство за младите до 29 годишна возраст, обука да запознат работодавач каде што нема ограничување на старосна граница, може да се пријави секој кој што сака да се, да кажеме, пренасочи во ново знаење, во ново работно место.
и обуката започната со субвенции каде што намената за тешко вработливите социјално загрозените лица или така да различните групи на невработени. Додека за невработените отворен е огласот за општи вештини за компјутери за странски јазици, отворен е огласот за напредни IT вештини, ќе биде отворен за кратко огласот за кредитирање за млади лица, кредитирање за сите други категории, кредитирање за правни субјекти за млади лица, правни субјекти за останатите категории на невработени. И во текот на годината ќе следат уште неколку огласи кои што ќе бидат наменети за невработените. Очекуваме некаде околу 10 до 15 да го пуштиме на повторно огласот за вториот дел од огласот за самовработување со грант, каде што даваме 4000 евра. Паралелно да го пуштиме огласот за дополнителни финансиски средства за отварање нови работни места за компаниите. Така да тоа ќе бидат серија огласи кои што ќе ги намениме за невработените. Мора да нагласам тука да заборев една многу битна категорија, тоа се лицата со хендикеп, односно сите оние кои што се со оштетен слух и говор, може да се пријават за обуките за заварувач, за водоводжија, за пекар или изработувач на пекарски производи. Потоа за лицата со оштетен вид, кои што може би се со вроден инвалидитет или пак се стекнати со тој инвалидитет, за ориентација во простор, изучување на брајовото писмо и нормално за масер, кои што се многу битни обуки. Паралелно течат едукациите и обуките за самовработување на лица со хендикеп, значи со грантот од 5000 евра, нормално со дополнителни средства, значи две лица по 1500 евра, односно вкупно 8000 евра за старт, потоа дополнителните средства во вид на адаптација на простор од 100.000 денари, придонесите кои што не ги плаќаат, тоест ги плаќаат, а државата ги враќа во рок од 60 дена и нормално после 9 месеци исплатата на 20, односно 40 просечни плати за тоа инвалидно лице, зависно на која категорија припаѓа, дали е лице со потежок хендикеп или е со полесен, односно 450.000 денари или 900.000 денари неповратен грант, со тоа што еден добар стимул за сето оној кој што размислува за себе си, за својата еднина и не се плаши да влезе во да кажеме во еден инвестиционен циклус и да преземе одговорност кон себе, тоа е една голема можност за помош. Остана уште една мерка која што денови ќе го пуштиме тендерот, а потоа ќе пуштиме огласот, тоа е за едукација за С, Д и Е категорија за возачи, каде што за прв пат оваа година има новина, каде што транспортните компании кои што сака да едуцираат некој свој вработен од С во Д, односно за возач на автобус, или од Е во Д или без разлика како што нема Д категорија, 50% го сноси трошокот агенцијата за вработување, 50% го сноси работодавачот кој што сака да го напреди овој свој вработен од кој што е поставен вработен кај нив на друго работно место во возач на автобус. Така да е една можност како пилот проекта. Ќе видиме колку ќе биде успешно. До сега поминаа доста луѓе кои се обучија пред неколку години за Д категорија, сега имаме за С и С++ или така наречена Е категорија за возило со приколка. Се надевам дека и оваа мерка ќе биде повторно успешна како што беше. Таа и останува она најбитното, сите ме прашуваат кој ќе биде пуштен огласот за сертифицирани јазици, односно за БУЛАЦ, за TOEFL, за ГТ, за сите оние странски сертификати кои што се и дел од лепезата на потребни јазици за оние што планираат во иднина се вработат во јавниот сектор, но не само во јавниот сектор, со ваков сертификат буквално се отвараат вратите не само Република Македонија, и надвор од Република Македонија. Кога ќе биде пуштен овој оглас? Во момент се спрема тендерот, кога ќе заврши тендерот, јас никогаш не пуштам оглас пред да заврши тендерот, завршува тендерот кога пуштаме огласот и мислам дека така е најдобро. Споменавте дека од 10 до 15 мај ќе биде објавен огласот за доделување, неповратна помош за самовработување, неповратен грант. Тоа е вториот оглас. Така, колку бизнеси ќе бидат потрежани? Во овој вид некаде околу 400 бизнеси. И сега доколку не го исполниме таа квота, во септември месец планираме трет оглас. Значи обично ги стегнатме многу критериумите, така да во стекот на филтрите кои што ги имаме доста луѓе или се откажуваат или не исполнуваат соодветен праг кој што треба да го помине за да ги финансираме во иднина. Така. Овде државата дава неповратна помош од 4000 евра во опрема. Меѓутоа за секое ново отворено работно место исто така се доделува финансиска помош. Како се движат, може да не кажете? Да, точно така. Значи компаниите поради овие нови, да кажеме компании или идни компании, нивните основачи или апликанти
апликантите за грантот може да побарат дека сакаат уште едно дополнително вработување, за кој што ние даваме оценка и мислење некаде во крајот на ноември месец, значи која компанија ќе го добие, дека го заслужува, да го добие врз на бизнис планот, самиот бизнис план дали е или идејата бизнис дали е прогресивна, напредна, односно дали е економски исплатлива, долгорочна инвестиции и така натака, и после ги доделуваме 1500 евра, значи 50 лица дополнително ќе бидат вработени во овие 1000 нови фирми што ќе ги направиме, тоа ќе создадеме, но мора да нагласам дека до 27 јуни оваа година трае и Македонија вработува 2, над 6300 лица до сега се вработени. Јас ги повикам компаниите кои што размислуваат за проширување да го искористат моментот, бидејќи времето тече и уште цели да речеме 2 месеци. Колку очекувате до крајот на јуни, доколку што некаде меѓу 7,5 до 8.000 вработување, бидејќи самата криза, самата политичка криза се го направи своето, компаниите се доста предпразливи, не размислуваат за проширување поголеми, така да секое вработување е 5 пати предмерено пред да одат понатака. Господине Поповски, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Владко Поповски, директор на Агенцијата за вработување. Господине Поповски, секојдневно на страната на Агенцијата за вработување се објавуваат слободните работни места кои што се бараат на пазарот на труд. Во моментов има објавено над 7200 слободни позиции кои што треба да се пополнат од една страна. Од друга страна пак има околу 200.000 невработени лица, од кои 100.000 активни баратели на работа. Каде е проблемот? Зошто овие невработени не можат да ги пополнат слободните работни места? Анализа на тие слободни работни места или се со, да кажеме, пониски плати понудени, или пак се со барани квалификации кои што многу тешко се наоѓаат на пазарот или се многу ретки, бидејќи 20 годишната 20 и неколку години транзиција која што постоеше во Република Македонија предизвика да многу млади луѓе кои во тој момент одлучуваа за образование се одлучија за општествените науки, а не за техничките науки. Тоа и ден денеска не се случува, поготово во делот на средното образование и на високото образование, со тоа што доста занатски, да кажем, училишта кои што постоја останаа празни, или оние што завршуваат таму се толку незаинтересирани што еден многу мал процент, значи 5 до 6% вкупниот број се заинтересирани да го работат тоа во иднина, а другите само колку да завршат средно образование се запишуваат во тие училишта. Фирмите се повеќе имаат потреба за занатле или луѓе кои што знаат да заработат занает, од делот на браварството, од делот на лимарството, од делот на сето она што долги години не произведуваме кадри, и тоа е оној геп кој ни се јавува. Второ, компаниите сакајќи да видат кои се заинтересирани за нивниот оглас, ги стават ниски платите, потоа даваат многу повисоки плати, што ве сугерирам јавно на сите компании. Ако веќе платата што исплаќате далеку повисока од таа што објавувате, објавете вистинската плата. Или пак можете да ставите во самиот дел за плата ранг меѓу од кој до кој ќе се движи платата на тоа едно лице кој што сакате да го вработите. Многу се штури до гласите, така да им невработените, оние што бараат, треба да се плашат да аплицираат. Таму каде што има квалитетни огласи, гледам дека има и апликации, има и реализација, и задоволни луѓе и така натака. Но во последно време доста компании прибегнуваат и кон системот на приватни агенции за посредување при вработување, или пак изнајмуваат преку нив така наречено лизинг на лица кои што се вработени во привремените агенции, работат за компаниите. Но сепак мислам дека идните, оние што ќе бираат образование, да ни следат, значи да го следат се оно што се објавува, сето на статистиката што го објавува колку се платите во тие сектори, и да изберат образование со кое што нема да бидат невработени. Но пред да го направат тоа, еден предлог до сите да, доколку во училиштата имаат оние кариерни центри, да си направат собствено тестирање за професионална ориентација и да видат каде тежне самиот талент. Доколку немаат такви нешта, во неколку градови во агенцијата имаме психолози кои што може да закажат сеанса во кој што ќе го пополнат тој прашалник или така наречен тест за професионална ориентација, и ќе видат во која страна, значи на која страна се движат и кое образование или квалификација во иднина ќе ги прави среќни, односно каде тежне нивниот натрешен талент. Поповски, бираат ли невработените да работат на одредена работа за пониска плата?
Доколку таа е административна, да, прифаќа. Значи, доколку се работи за нешто што е физичка активност, многу потешко се одлучуваат, а доколку се работи за администрација, дури да е она минималната плата од 10.080 или 10.500 или 11 ја прифаќаат, доколку се работи за слична плата каде што или малку повисока плата се работи на дворешни услови, многу потешко се одлучуваат. Како да се промени менталниот склоп дека е подобро да работиш за било каква плата отколку дома без никаква плата? Мислам дека треба се е до луѓето, има луѓе кои што прифаќаат, па потоа забрзо стануваат во таа фирма и менаџери. Јас многу пати спомнувам еден млад дечко кој што дојде во 2010 година, кога прв пат почнавме со практиканство низ Македонија, беше преку практичната работа во таа компанија, како обичен практикант, ни вујко, ни чичко, ни браточет, но тој квалитет, ретко кој го испушта, еве го сега е генерален менаџер на таа компанија после неколку години. Така да сите оние квалитетни луѓе кои што се трудат, се даваат се од себе и бираат паметно, за кратко време стануваат она што треба, што ги предодредил, да кажеме, нивниот натешен талент да бидат лидери. Она што неофицијално го дознавме дека правите истражување на пазарот на труд, односно какви кадри им се потребни на малите и средни фирми, кога ќе бидат објавени овие податоци? Па пред се тоа е по случајен избор на 3000 компании поделени во сите 8 региони во Република Македонија на неколку нивои според големината кој што постои на компании. Направена е анализата, правиме уште некои дополнителни консултации пред да ги објавиме. Нормално ќе имаме состаноци со коморите, со организацијата на работодавачи и мислам дека е најсоодветно место да се утврдат тие бројки и потоа да се представат што се бара на пазарот на трудот во наредниот период. Воедно тоа ќе биде некаде пред описите за факултети, нормално и за средните училишта, веќе објавени се огласите, но еве на можност да ги објавиме, да видиме каде тие луѓе ќе имаат просперитет и вработување по завршување на образованието. Преку Агенцијата за вработување се додалува и грантови за отворање на приватни градинки и приватни старски дома. Може ли да ни кажете каков беше интересот, колку се поддржа? Точно така, градинките имаше апликации од 7 правни лица и физички лица кои што дел од нив бара надоградба на градинките, а дел од нив бара нови градинки. Во моментот течат прибирање на документација, дозволи овластување, бидејќи грантот се доделува само на комплетна документација, не се доделува на почеток на изградба, туку веќе во завршна фаза пред пуштање во работа, односно кога се добие одобрението дека таа е спремна за отварање. Додека кај старските домови е подобра ситуацијата, таму имаше 12 апликации, 8 се веќе isfinansirani. Една е надвор од Скопје, во Радовиш, другите 7 се во Скопје. Едно е физичко лице, другите се 7 правни лица. И мора да кажам дека денови правихме некој со нив контакт, некој истражување, велат дека се задоволни, дека добро работат, дека има клиенти кои што веќе ги пополниле слободните места и дека планираат и проширување, не само на ова што почна. Тоа е добро, бидејќи ваков тип на инвестиции дополнително отвараат работни места кои што се зависни, бидејќи се отвараат во средини каде што има малку поголема невработеност, каде што има потреба од работни места. И затоа и ги направивме овие обуки. Може да споредите дека имаме отварање на старски домови, дека отвараме обуки за негователи во домашни услови или негователи кои што потоа добиваат сертификати од Труд и социјала со тоа што стануваат официјални негователи во ваков тип на објекти. Планирано е да се поддржат во иднина? Точно така, ние чекаме да помине првата половина од годината и го објавуваме огласот, така да во тој момент ќе почнат тие прибирање на апликациите. Но како што кажав, тие апликации што се доставени од ланската година, кои што чекаме техничка доредување на документација или исполнување некои други стандарди, се уште се во игра, значи не се отфрлени, ние сме тука да ги isfinansirаме. Поготово кај старските домови бројката 10 ја исполниме, значи уште 2 ќе да делиме. Кај градинките, како што кажав, имаме 7 односно 8 апликации, од кои само едната е финансирана до сега, другите чекаме техничко дополнување на документацијата, но припремено за наредната фаза, односно отварање. Господине Поповски, државната статистика постојано објавува пад на невработеноста. Имате ли бројка колку мерките и програмите кои што се спроведуваат преку Агенцијата за вработување придонесоа за пад на невработеноста во државата? Ако го земаме не само
оперативните планови од 2007 година до заклучено денес, некаде над 44.650 лица се во работен однос. Значи 44.650 лица се во работен однос. А дополнително уште над 34.000 лица се со проектот Млади до 29 вработување, Македонија вработува 1, Македонија вработува 2, со тоа што околу 2.500 лица се поклопуваат во двата проекта. Некаде бројката достигнува околу 71-72.000 лица кои што вкупно се вработиле преку сите оние мерки што ги представивме како агенција за вработување, оно што владата и Министерството за политика го смисливме, го направивме, разговаравме со компаниите, го применивме, мислам дека тука е самиот успех на целата таа работа, бидејќи не само што применуваме, туку слушаме. Претрпиме критика, бидејќи критиката ни е главниот извор на информации како да постапиме во иднина, односно секоја критика е добронамерна критика, колку и да е лошо кажа. Може ли да издвоите еден проект? Дали Македонија вработува е најуспешен проект? Па бројчено да. Бидејќи за 2 години Македонија вработува еден, вработи 18.900 лица. Македонија вработува 2 еве се приближува кон година дена на постојање, значи 10 месеци до овој момент. Секаде 6.300 лица, иако во услови на криза, на избори, на немање влада и така натака, е добар показател. Сепак, мене секогаш ми е подрак проектот самовработување со грант, кредитирање, бидејќи кај самовработување со грант 63% од фирмите се активни. Значи, не само активни, дури тие што затвориле, дел од нив се вработени, значи не се станати невработени. Мал дел се отидени во пензија, некои се починати, за жал, се случува се што во животот. Кредитирање е околу 60% активност, значи 57,8% е активност. Мора да нагласам дека враќањето на средствата е над 75%, збориме во готовина, дополнително имаме и таму кај што сме направили присилна наплата и одземање на имоти, бидејќи таков е план. Такво е правилото. Практиканство како ефтина мерка која што дава многу добри резултати, значи над 65% од лицата кои што поминали с практиканство се во работен однос. И тоа ми е вака посебно драго, бидејќи на млад човек сме овозможиле практична работа и после тоа сме виделе резултат на вработување. Не би можел да издвојам, секоја мерка си има посебно значење, посебно да кажеме место во агенцијата. Сите услови кои што се наменети се посебни. Значи, сепак за краткорочна мерка Македонија вработува. Но сепак тоа е краткорочна мерка. Јас секогаш ги гледам оние мерки кои што се вака долгорочни, кои што ги преминувам низ години, кои што секоја година некого даваат можност. Дали да се само вработи, дали да прошири бизнис, дали да обучи нови луѓе. Еве, кај мерката за побарување вештини на пазар на труд, за 3 години регистриравме преку 110 правни лица со некаде 57 типа на стандардни обуки, што е многу битен карактер, бидејќи претходно имавме само државните училишта, средни технички беа регистрирани за давање на такви обуки. Сега имаме една лепеза на компании кои што си го стандардизираат својот начин на обука и имаат соодветен сертификат кој што ги овласти Министерството за образование да го издаваат, бидејќи тој сертификат има вредност на диплома, значи на знаење, значи утврдува знаење, бидејќи има точно утврден начин на теориско учење, на практично и на крајот има завршен испит. Ги барат ли странските компании овие сертификати? Веќе почнува самите да припремаат свој тип на обуки, бидејќи дел од компаниите претежно е со рачна работа, да кажеме трудоинтензивна работа, единствено амфенол од кочани, макар веќе се посложени типови на да кажеме на работа и посложени типови на системи кои што ги произведуваат, додека Кромберг Шубер, Дрекстер Мајер, Лиар, Джонсон Контрол, Техникал Текстилс имаат посебни типови на обука кои што нема на друго место каде да се обучат тие лица. Сепак, например во Лиарс или Джонсон Контрол се бараат лица кои што знаат да шијат. Значи пред се кои што работеле на машина, потоа да може да стојат. Значи веќе тие машини се со стоење, не се со седење. Така да се си има специфика која што за разговорите што ги имаме со компаниите, се повеќе се заинтересирани да се го стандардизираат својот систем на обука, така да
лицава во иднина имаат иднина, како да кажем, ако нема место во Дрекстермайер, има во Кромберт и Шуберт, ако нема во Кромберт и Шуберт, има во Дрекстермайер, или не знам, ако нема во Джонсон Контрол, има во Лиартетово. Така да, буквално, се отвараат повеќе перспективи за секој оној што ќе помине низ обука. Поготово делот каде што обучуваме за занатските работи. Малку го позаборев еден многу важен дел кој што ми е посебно драг, тоа се старите занаети. Денови веќе го објавиме огласот за стари занаети, еден поголем повик заедно со коморите. Сакаат младите да ги изучуваат старите занаети? Ќе видиме. Значи сепак мотивацијата од наша страна е голема, бидејќи и во разговори што сме ги имале со невработеници некако се мотивираат повеќе да го направат тоа, веќе гледаме дека оние што се занимаваат со старите занаети полека излегуваат на површина и имаат добар приход. Може би беа малку подзаборавени во минатото, но веќе традицијата си го бара своето. Значи, туристите што доаѓаат во Република Македонија, потребата на индустријата бара и некаде да има занечиство. Значи, стар занает кој што може би е подзамрен, ама не е изумрен. Значи, да го подбуцнеме и потоа нормално сите нешто ќе поминат на обуката, да ги сфинансираме, се отвора собствен бизнес. Споменавте дел од мерките од оперативниот план кој што ќе се спроведуваат до крајот на годината. Моето последно прашање до вас е кои ќе бидат идни приоритети кои што не ги споменавме во овој разговор? Идни приоритети, нормално разговор со компаниите, пред се представување на отворените работни места. На 18 мај оваа година ќе биде отворен првиот сајм за вработување за оваа година во Скопје. Со тоа што ние оваа година славиме 65 години на постоење на Агенцијата за вработување, така да ќе ни биде во тој контекст. Воедно веќе има голем интерес на компаниите да учествуваат на сајмот, но само да нагласам дека одма после неколку дена ќе имаме втор сајм во друг град, и така да ќе имаме на серија од 7 сајми што повторно завршува во Скопје, и во есенскиот дел пак имаме уште 7 сајми кои што почнуваат да извршуваат во Скопје. Со тоа што сакаме на два пати да покажеме, бидејќи дека се работи за лоша комуникација, за лоша информација, што се бара, кај се бара, кој се бара, колку се бара, бидејќи некогаш не е добро напишано или не е доволно напишано, или представено тоа работно место. Имаме да некое одлично работно место биде запоставено, бидејќи или е лошо рекламирано или лошо е прикажано. Така да со сајмите сакаме да го отвориме тоа, да видат луѓето, значи граѓаните, можеби нешто се само невработени, вработени кои што сака да си променат работно место. Така да една можност на едно место каде што во период од неколку часа, значи околу 5 часа ќе трае манифестацијата, веќе толку се концентрирани луѓето да доаѓаат. Во тие 5 часа ќе се обидеме да представиме што бараат компаниите, пред се во делот кругот на Скопскиот регион. Потоа одиме во другите региони каде што така ќе представиме што се бара во тој регион и која компанија бара вработување. Во овој момент работиме за голема компанија која што бара 400 вработени од централниот дел на Република Македонија, кои што треба да ги обезбедиме до крајот на наредната недела. Веќе се во завршна фаза некои интервјуа, некои допрва ќе почнат. Уште неколку компании побараат доста вработување, така да вработување има. Ние ги форсираме младите, оние што се повеќе на евиденција, оние кои што бараат работа, но е повеќе оние што можеби не се евидентирани во барама, да се евидентираат, бидејќи имаме можност да им понудиме нешто. А одлуката е нигде на крајот. Компанијата која што бара 400 вработување е нова странска компанија или не постоечка која што се проширува. Така да бројката ќе стане многу поголема него што е сега. Господине Поповски, јас ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Благодарам за поканата. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ги слушате настаните кои одбележа оваа недела. Свежи пари за малите и средни предпријатија. Преку ЕБОР ќе бидат обезбедени нови 72 милиони евра за ефтини кредити за нив, најави министерот за финансии по состаноците на пролетните средби на ММФ и Светска банка во Вашингтон. Овие пари се обезбедуваат преку програмата на ЕБОР наменета за поддршка на земјите од Западен Балкан. Вкупниот фонд изнесува 360 милиони евра, а Македонија има право на 20% од оваа сума. Република Македонија веќе испрати своја апликација за учество во оваа програма. Со оваа програма на некој начин се решава
еден дел од корпусот на прашањата кои што се поврзани со пристапот до финансии, кои што се многу значајни за развојот на сегментот на кој што почива во суштина и македонската економија, меѓутоа генерално и речиси сите економии во светот. Земјоделците ќе ги добијат ветените субвенции, но во моментов се бара начин како да се надминат правните пречки во изборниот законник, вели министерот за земјоделие Цветков. Пари во буџетот има, но не и правна можност Министерството за финансии да стави подпис на налозите за исплата, без да одговара за тоа. Затоа Цветков најави дека деновиве заедно со министерот за финансии Минуски ќе бараат решение како обезбедените пари да им бидат исплатени на земјоделците. Имајќи предвид дека законот за избори, каде што кажува дека земјоделците не може да добијат субвенции, практично нема действие, во моментот нема действие бидејќи нема никакви избори. И тој не произведува никакво действие. Имаме закон за земјоделие и рурален развој кој што кажува дека треба да се исплата до 30 јуни. Така да, пак ќе кажам, проблемот не е кај нас. И јас често, кога имам тука состаноци со нив, да, доколку мислите дека со блокирањето на патиштата ќе го решиме проблемот, јас ќе дојдам со вас и јас ќе блокирам патиштата. Но мислам дека решавањето на проблемот не е на улица, него е институционален. Земјоделците претрпените штети од своите насади од студеното време можат да ги пријавуваат до единиците во локалната самоуправа. Потоа комисиите за проценка ќе излегуваат на терен да се огледат фактичката состојба. Владата вети дека сите земјоделци ќе бидат обештетени. Според процедурата, комисијата изготвува елаборат, истиот го доставува до Советот, кој по усвојување се испраќа на разгледување и одлучување до владата на Република Македонија. Ветерниот парк Богданци ќе добие уште 6 нови ветерници. Почнува втората фаза на инвестицијата на државната компанија Елем, вредна 24 милиони евра. Со новите ветерници ќе се добијат дополнителни 37 гигават часови струја или електрична енергија доволна за снабдување на околу 20.000 домаќинства годишно. За реализација на втората фаза потребно е задолжување, а тоа задолжување согласно законите и законските процедури ќе го третира и законот за јавен долг. По тие причини потребна е разрешница на оваа политичка ситуација за да можеме да продолжиме понатаму со развојните проекти кои што ги има компанијата. Дополнителни локации во овој регион се анализирани од другата страна на реката Вардар, тоа е во регионот на селата Ватарот, на селата Миравци и Давидово, каде што постои потенцијал за уште 100 мегавати. Инаку за сите овие локации во овој регион имам инсталирано мерни станици за ветар. Американска компанија од медицинската индустрија ќе инвестира во Кривогаштан и Прилепско. Ќе биде лоцирана во браунфилд објект, кој веќе го адаптираат, реновираат и опремуваат. Се очекува да почнат со работа најдоцна за 2 месеци и за почеток ќе вработат 300 лица, најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Освен оние две инвестиции што неодамна ги објавивме, едната во Желино со потенцијални 350 работувања и едната во Скопје во рамките на поранешната фабрика Охис со 200 вработувања, значи вкупно 550 вработувања. Има најава, односно веќе донесена одлука и купена опрема за отворање на нова фабрика во делот на медицинската индустрија во општината Кривогаштани. Се работи за инвестиција на американски инвеститори, кои што веќе изнајдоа браунфилд објект, значи постоечки објект, го реновираат и адаптираат, ги прибавуваат потребните дозволи, ја набавија опремата и очекувањата се дека најдосна за 2 месеци од сега, можеби и порано, но најдосна за 2 месеци од сега ќе започнат со работа. Југохром почна да гради станицата за отпрашување која чини 12 милиони евра во првата фаза. Во комбинатот од Јагуновце заврши бетонирање на основата за станицата за отпрашување, која е најважна за добивање на интегрирана еколошка дозвола. На станицата треба да бидат приклучени двете печки, во кои се одвива половина од производството, а таа треба да биде готова до крајот на оваа година. Многумина од вас смета дека филтрите се едноставна работа која што само се на некој начин атакуваат на оджаците од печките и со тоа се решава проблемот. И самите сте сведоци, гледате дека системот за опрашување е многу комплексен чин. Југохром паралелно со работењето на поставувањето на филтрите и системот за опрашување да работи и да биде во функција барем печките број 7 и 8, кои што се на некој начин 50% капацитет и да со тоа го решиме и економскиот проблем на околината на Јагуновци, околината и Тетово и социјалниот проблем.
Фокус на користење на железницата и завршување на коридорот 8, озеленување на урбаниот транспорт, користење електрични возила и јавен транспорт. Ова се некои од реформите кои земјава мора да ги преземе во транспортниот сектор. Реформи се потребни и во енергетскиот сектор, каде што премногу се користат фосилни горива. Енергетската ефикасност е уште и на незадоволително ниво. Ова се некои од заклучеците од истражувањето на организацијата Аналитика Think Tank, подпомогната од Европската унија. Препораки од Европската унија и од Светската банка и од останатите меѓународни финансиски институции е дека Македонија мора да направи измена, односно веќе со подпишувањето од договорот од Париз, ние мораме да работиме на озеленување на транспортот и фокус на урбаниот транспорт, намалувањето на загадувањето. Сојузот на стопанските комори преку програмата за зголемување на пазарната вработливост на Швајцарската агенција за развој обезбедува полесен пристап до пари за компании предводени од жени, кои да ќе подобрат својата продуктивност и конкурентност. До сега неколку компании ги користеле услугите и резултатите се задоволителни, затоа што се зголемила продажбата. Од сите регистрирани компании во Македонија, 30% се во сопствеништво на жени, 99% од овие компании се микро и мали. Тоа покажува дека голем дел од нив не го постигнале својот потенцијал за развој. А потенцијалот за развој може да се постигне преку навремена информација за услугите на бизнис подршка и преку пристап до финанси, како и преку планирање на својот развој. Дека повторно ќе биде објавен јавен повик, пошто ќе се направи евалуација со цел на што поголем број компании да ни се олесни пристапот до финансиски средства од различни програми и да имаат можност да го напредат својата работа. Овде завршува уште една емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Со мен уредник и водител Наташа Мерсовска, денеска 27 април е и Далибор Зафировски техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.